Од 1 септември, конечно, учениците ќе имаат физичка настава, за што одговорните тврдат дека постојат услови. Претходно, сите училишта добија протокол на работење за заштита од COVID-19, што е опфатено во 38 точки. Клучно е носењето на маски на учениците, одржувањето на дистанца, односно имаме 3 влеза за нашите ученици. Ќе имаат распоред учениците кои ученици од кој влез ќе влегуваат, дури и ќе имаат распоред кое време да влегуваат, така да не се створи гужва при влегувањето. Клучно е што на големите одмори сите ученици мора да се надвор од училиштето за да се дезинфицираат просториите и да се проветрат. Идентично, односно дека целосно се подготвени за физичка настава, тврдат и во училиштето Никола Карев во Пробишти. Останува на нас достојно да ги почитуваме протоколите и планот за следење на наставата. На тој начин ќе защитиме себе си, јавното здравје, бидејќи нема ништо подобро од образование во училишните клупи. Сепак во случај работите да тргнат како што не треба. Министерката за образование Мила Царовска денеска изјави во Пробишти дека во таков случај ќе биде активиран планот Б, што значи друг тип на учење, тогаш сме спремни да директно ги префрлиме наставниците и учениците во хибриден модел на учење или пак учење со оддалечина во целосен модел кај наставници и кај ученици. Сметам дека 1 септември е датум на кој што учениците секако се радуваат и наставниците и сум среќна што оваа година владата донесе одлука за старт со физичко присуство и дека ќе успееме што подолг период да останеме во учениците. Во текот на денешниот ден Царовска имаше онлайн средба со директорите на средните училишта во државата. На средбата беа направени последните консултации пред почетокот на учебната година. Освен за средните, истите протоколи важат и за основните училишта со посебен нагласок на потенцијално ризичните контакти на часовите по физичко воспитување и при нагледна настава.